Почитувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. Неколку патни правци во источниот регион, меѓу кои и обиколницата околу Кочани и патот Виница-Берово, ќе бидат реконструирани во 2018 година. Министерството за транспорт и врски обезбедило пари преку Светска банка, а градежните работи треба да започнат по комплетирањето на проектната документација. Рехабилитацијата на асфалтот на обиколницата околу Кочани, како дел од магистралниот пат А3, влезе во програмата на Министерството за транспорт и врски за реконструкција на поголем број патни правци во државата. Освен оваа делница, уште 4 патни правци во источниот регион се предвидени за поправка на местата што се сметаат за најкритични. Меѓу нив е и регионалниот пат Р1304 од Виница до Берово во должина од 7 километри. Според информациите од ресорното министерство, од идната година ќе стартува нов инвестициски циклус за реконструкција на патните правци за кои се обезбедени пари преку Светската банка и другите меѓународни финансиски институции. Во наредниот период фокус ќе ставиме на реконструкција на 26 патни правци, дел автопати, поголем дел регионални патишта со вкупна должина од преку 420 км и инвестиции од над 86 милиони евра и тоа. Реконструкција на обиколницата Кочани, должина од 7 км, проценета вредност од 2 милиони евра. Реконструкција на патен правец Пробиштип-Крупиште, должина 18 км, проценета вредност 6 милиони евра. Реконструкција на патен правец Македонска Каменица Саса, должина 10 км, проценета вредност 1,5 милиони евра. Дополнително, во наредните неколку месеци треба да се изработи техничка документација за реконструкција, пошто ќе започнат и градежните работи на делницата од Делчево кон граничниот премин со Бугарија во должина од 5 км, како и од Делчево до Пехчево во должина од 15 км. Што се однесува до обиколницата околу Кочани, што беше завршена на почетокот на 90-тите години, до сега на неа немаше никаква градежна интервенција, а асфалтот на повеќе места е распукнат и има нерамнини, поради што возењето е небезбедно. Освен тоа, неопходна е и замена на сообраќајната сигнализација, која во моментот е нефункционална и непрегледна. Источниот регион останува водечки во Македонија според бројот на жителите кои се иселуваат во странство. Официјалните статистички податоци покажуваат скромни бројки од околу 700 граѓани со престој во други држави, иако евидентно е дека бројот на населението во повеќето селски населби е преполовен. Главен негативен фактор врз економскиот и демографскиот развој на источниот регион е континуираното иселување на неговото население. Според официјално достапните податоци од Државниот завод за статистика, за една година со документ регионот го напуштиле близу 500 лица кои се евидентирани како внатрешно раселени. Дополнително, уште двојно повеќе, иако неофицијално, веќе се заминати во странство, најчесто со пасош од соседна Бугарија или стандардно на црно. Најдобар показател за бројот на жителите во државата се периодите на избори, кога може да се направи и пореална проценка на луѓето кои во моментот се во Македонија. Податоците од последните избори покажале дека Зрновци, Виница и Кочани се на врвот од општините во изборната единица број 3 со најголем број иселени гласачи. Според избирачките списоци, дури 15% од запишаните гласачи во Виница и околу 10% во Кочани полог период не живеат во родното место, односно пријавиле странски адреси. Најсериозна е состојбата во поглед на иселувањето на лицата чија основна преокупација била земјоделството, а живееле на село. Не доваѓаат у село, неќе никој веќе бата. Запустија ги, ќе се враќале некој од Кочани у Скопје отишел, ќе се враќале од Скопје у Кочани, не. Исто и ова. Неќе го никој селото. Па тука се стари. По двојца се се, од куќа по двојца. Еден ја умрели, друг ја по него од жал, разбираш, и тај отиде. Дека изборниот процес е најдобар показател за миграциите, покажува и фактор што во 4 општини од микрорегионот, од вкупно запишаните околу 57.000, околу 5500 жители се со адреса во странство. Дополнително и негативниот природен прираст со кој годишно умираат по околу 400 жители повеќе од оние кои што се родиле, покажува дека само за една година во општините од источниот регион има помалку околу 700 жители. Така официјално вели статистиката, но реалноста на терен покажува дека овој број треба да се зголеми најмалку за 2 пати.
Со сегашната тенденција на иселување на младите, за 20 години бројот на жителите на истокот, што статистички изнесува околу 180.000, повеќе од веројатно е дека ќе се преполови. Нема промени во висината на надоместокот за уредување на градежното земјиште, односно за комунали во централното градско подрачје на Кочани. И во текот на идната година, како и во оваа, сумата за стамбен простор ќе изнесува 3600, а за деловен простор 4500 денари од метар квадратен. Собствениците на градежни парцели во централното градско подрачје на Кочани кои сакаат да инвестираат во нови објекти, ќе плаќаат иста цена за комунали како и досега. Тоа значи дека сумата што се плаќа за основно ниво неуреденост од 2360 денари по квадрат ќе биде зголемена како и досега за 20%, што значи дека цената на комуналиите ќе биде 2832 денари од метар квадратен нето корисна површина. Сепак, оние што планираат да градат во најстрогиот центар на градот, односно на просторот чии граници се улиците Стево Теодосиевски, Димитар Влахов, ВМРО и Трговскиот центар, ќе мора да платат уште повисок надоместок. Сумата за стамбен простор, како и во текот на оваа, и до година ќе биде 3600 денари од метар квадратен и 4500 денари од метар квадратен за деловен простор. Одлуката за утврдување на цените на комуналиите веќе е донесена од страна на Советот на општината на последната седница, што се одржа на средината од ноември. Сепак, искуството од минатите години покажува дека заради стимулирање на инвеститорите, локалната самоуправа определуваше времени попусти на надоместокот, што вообичаено изнесуваше 20% од сумата. Попустите се даваа пред почетокот на градежната сезона, најчесто напролет или во текот на летниот период. За разлика од градското подрачје, во населените места во општината каде има понизок степен на уреденост на градежното земјиште, потенцијалните инвеститори за градба на објекти ќе плаќаат 50% пониска сума од онаа што се однесува на основно ниво на уреденост, односно надоместокот ќе изнесува 1180 денари од метар квадратен нето корисна површина. Според усвоената програма за уредување на градежното земјиште, вкупната очекувана сума од комунали во 2018 година изнесува 45 милиони денари, од кои близу 2/3 треба да се искористат за изградба на улици, водоводи, канализација и експроприација на земјиштето, а останатите пари за изградба на потпорни ѕидови и тротоари, како и за бетонирање на пристапни улици. Градоначалникот на Виница Ивица Димитров назначи нови ВД директори на преостанатите две основни училишта во општината. Според најавите, се очекува во текот на идната недела кадровски промени да има и на раководните позиции во градинката и гимназијата. Нови кадровски промени се направени на раководните позиции во преостанатите основни училишта во општина Виница, со кои директоруваат досегашните раководители. Со одлука на градоначалникот Ивица Димитров, на местото на актуелниот директор на основното училиште Кочо Рацин во Блатец, Ванчо Михајлов, за ВД директор е назначена Снежана Арсова. Михајлов во 2 мандати со ово училиште раководеше во изминатите 8 години, додека Арсова на директорското место доаѓа како повеќегодишен наставник по одделенска настава во истата образовна установа. Во основното училиште Никола Парапунов од Драгобраште, нов ВД директор е Мијалчо Пешов, кој претходно беше наставник по руски јазик. Тој доаѓа на местото на досегашниот раководител на училиштето Дејан Михајлов, кој повеќе од 5 години беше на оваа функција. Со оглед што се уште не е комплетирана промената на раководството во институциите што се под надлежност на локалната самоуправа на Виница, се најавува дека тоа најверојатно ќе се случи идната недела. По промената на директорите на двете основни училишта во градот и на комуналното предпријатие Солидарност, градоначалникот Димитров најави кадровски смени и на раководството на градинката и на гимназијата Ванчо Прке. Зголемен број случаи во кои има обиди за пуштање фалсификувани пари во оптек е забележан во неколку градови во Македонија. Според откриените случаи од полицијата велат се откриени лажни денари, но имало и случаи со фалсификувани девизи, најчесто евра. Токму пред новогодишните празници, кога граѓаните вообичаено трошат повеќе пари за храна, подароци, облека и слични производи,
Во аптек се појавуваат лажни, односно фалсификувани пари. Вакви случаи полицијата евидентира скоро во сите региони, а последен е оној од пред еден ден во Тетово, во кој што вработен на бензинска пумпа примил странска валута кога наплаќал за продадените предмети. Подоцна открил дека станува збор за фалсификат на дански круни. Обиди за протурање на фалсификувани денари неретко се пријавуваат и во секторот за внатрешни работи во Штип, поради што од полицијата апелираат за зголемено внимание и контрола на банкнотите со поголема вредност, иако често се откриваат и фалсификувани апоени од по 500 денари или пак оние од по 10 евра. Од полицијата велат дека пуштањето во аптек фалсификувани пари представува кривично дело, за кое е предвидена затворска казна од 1 до 3, односно 10 години. Сепак, тоа не ги спречува оние што се одлучиле на заработка со таков криминален начин да се обидат да остварат ќар. Освен фалсификуваните пари, од Министерството за внатрешни работи велат дека се регистрирани случаи и на друг вид измами. Затоа апелираат граѓаните да бидат крајно внимателни кога непознати лица им нудат различни производи или услуги со намера да ги измамат и остварат парична корист, а на кои им измислуваат и пласираат убедливи приказни дека се странци. Исто така, при обид за замена на пари на улица или позајмување пари на лица кои тврдат дека им се потребни, со гаранција дека ќе им ги вратат, им оставаат часовници или други наводно скапи предмети, веднаш да ги пријават во полиција. Следуваат информациите од спортот. Продолжуваат надпреварите во првенството на втората футсал лига, во која двете екипи од Кочани ќе се сретнат со кумановски противници. Унипап ќе му гостува на Ројал Илирет, а Торпедо на домашен терен го пречекува Биџо. Кочанско-кумановско дерби ќе има во седмото коло од првенството на втората футсал лига. Поискусната екипа во второлигашкото друштво Унипап од Кочани на домашен терен го дочекува тимот на Ројал Илирет, кој иако до минатата сезона беше прволигаш, оваа есен не постигнува забележителен успех. Ова значи дека нашата екипа треба да има релативно полесна задача со кумановци, кои со само една победа во моментот се на 9-тото место. За разлика од нив, Унипап со освоените 10 бода е четврто пласиран и може да се смета за фаворит во дуелот. Средбата ќе се игра в сабота со почеток од 18 часот во салата на основното училиште Никола Карев. Втората футсал екипа од Кочани, Торпедо, која е дебитант во овогодишното првенство, гостува во Куманово против тимот на Биџо. Единствена задача на нашите фудбалери е да излечат што поповолен резултат, без оглед на предноста на кумановци и во поглед на играчкиот кадар и на искуството. Торпедо досега имаше само една победа и со освоените 3 бода се наоѓа на 8 место, а кумановци се нешто поуспешни и со 6 бода се петопласирани. Пинг-понгарската федерација на Македонија за предстојниот викенд го најавува одржувањето на државното првенство во младинска конкуренција. Се уште не е познат домакинот на надпреварите, а упатен е повик за пријавување на заинтересираните учесници. За предстојниот викенд е планирано одржувањето на државното првенство во пинг-понг за младинци и младинки. Од Пинг-понгарската федерација на Македонија веќе го упатија повикот за пријавување на заинтересираните организатори, како и за учесниците кои ќе се надпреваруваат во поединечна и екипна конкуренција. Според писменото известување од федерацијата, првенството треба да се одржи в недела, а своето учество можат да го пријават сите клубови кои во своите редови имаат надпреварувачи во младинските категории. По доставувањето на кандидатурите за домакин на надпреварите ќе биде избрана најповолната понуда, при што организаторот треба да обезбеди соодветни услови, односно маси и придружни реквизити за нормално одржување на првенството. Државното пинг-понгарско првенство во младинска конкуренција се организира 2 недели по одржувањето на првенството во пионерска конкуренција, во која екипно во машка категорија првото место го освои пинг-понгарскиот клуб Винспин од Виница.
Вестите на Канал 8 завршија. Информациите ги имате и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.